Во интереси за потребите на студентите на 12 февруари 2011 година започна да зрачи студентското радио УКЛО ФМ, формирано од ректорската управа на Универзитетот Свети Климент Охридски, како медиум кој ќе ги информира студентите за се она што се случува на универзитетот, но во интереси на академскиот кадар, за да добие информации или пак презентира научно-истражувачка работа, проект и слично. Бројот на заинтересирани студенти кои сакаат да бидат дел од радиото постојано се зголемува. Во Битола нема факултет за новинарство, но затоа пак студентите кои се дел од радиото се од сите единици на Битолскиот универзитет, вели главниот и одговорен уредник на радиото Сонја Тантарова-Груевска. Буквално секој оно што е заинтересиран, што сака на некој начин да го каже својот глас, да понуди нешто креативно, нешто интересно за сите останати, е добре дојден. Значи, доаѓа тука, се договараме околу оно што значи нивна работа, нивни ангажман и бидејќи, како што реков, не се со факултет со новинарство, јас сум тука да им помогнам, да ги упатам во новинарската работа и мило ми е што по завршувањето на студиите многумина токму со знање тука што го стекнале, успеале да си најдат работа, место под сонцето, баш како новинари, како наши колеги. Програмата пак која понудија за овие 4 години им донесе поширока публика. Иако првечно заложбата беше да биде пред се медиум за студентите, сега веќе можеме слободно да кажеме дека скоро 4 години, нели ќе правиме во февруари 2015-та, веќе станува полека градско радио, така имам обичај да кажам, затоа што се повеќе е слушано не само од нашата целна група, туку и од сите граѓани на Битола, на општина Битола, меѓутоа и пошироко, нели, затоа што, како што реков, може да не следат и на интернет и не само на нашите простори, туку и преку океанот. Почитувани слушатели, ја следите програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола на 90,8 МГц. Ве поздравуваме вас, но и нашите гости од екипата на Тера телевизија кои денес се заедно со нас. Ова говорно музичко радио моментално има 32 емисии и повеќе од 35 соработници, со емисии од сите области од секојдневието, информативна, забавна и образовна програма. Студентите на овој начин ја реализираат својата креативност. Мислам дека УКЛО ФМ има силно влијание не само врз студентите, туку врз сите оние кои што го слушаат. Пред се затоа што не мора да си дел од активностите на УКЛО ФМ само со тоа што се слуша. Имаме најразлични содржини, така што секој што сака да се формира за било што, може да го направи тоа токму на 90,8 МГц. Мислам дека радиото ни дава на сите можност да бидеме, да кажам, подобри од другите, со самото тоа што тука држиме емисии за различни области и му нудиме на нашите слушатели нови информации. Но она што е сигурно, радиото го раздвижи студентскиот живот. Па, нескромно, можеби, меѓутоа, да. Затоа што се поголем е бројот на оние кои што не слушаат, кои што доаѓаат, кои што сакаат да бидат ангажирани тука, кои што сакаат да кажат некој проблем што ги мачи, можеби, меѓутоа и некои нивни согледувања, доаѓаат и со сугестии што би можеле како ново да донесеме во нашата програма, би било интересно за нив и така. Сметам дека на вистина доста значи, повторно ќе потенцирам не само за студентите, туку и за академскиот кадар. Радиото има 24 часовна програма, а Тантарова-Груевска потенцира дека постојано имаат новини. Се менуваат генерации, доаѓаат нови, но она што е најважно за УКЛО ФМ е што не се оптоварени со политика, со вести, работи кои ги оптоваруваат луѓето. На нивната фреквенција секогаш може да се слушне добра музика, особено македонска, што е воедно и нивното мото. Слушајте македонска музика. Јас сум Каролина Кочева, а вие слушате Универзитетско радио УКЛО ФМ.